Веќе дадовме мала најава за разговорот кој што следува и на што тој ќе биде посветен. Периодот на бременоста па и породувањето се веројатно едни од најубавите и мајките и жените ги чекаат, меѓутоа секако дека освен убавите нешто и убавите емоции, сепак треба да бидеме доволно едуцирани и информирани за да си поминеме најлесно и најубаво во овој период, а не да ни биде стресно во никој случај, значи баш да се чувствуваме онака убаво во состојбата во која што се наоѓаме. Иако во текот на образованието, тој колешката Ивана го спомена, немаме можеби многу детални информации и не сме многу подкрепени на оваа тема, сепак во денешно време тука се социјалните мрежи, интернетот, каде што можеме да прочитаме секакви информации, но најдобро е тогаш кога за ваквите нешта се информираме од стручни лица и уште поинтересно кога тоа можеме да го правиме во група, нели Сања? Секако дека да, верувам дека доста помагаат овие видови на работилници и предавања кои што се одржуваат во овој најубав период за родителите. Ги спомена Јана мајките и жените, но никако не смееме да ги заборавиме и татковците, односно мажите кои што се секогаш тука и треба да бидат поддршка на жената во текот на бременоста, сите тие 9 месеци пред почетокот на бременоста, за време на бременоста, но секако да бидат од голема помош и после породувањето. Секако зошто е тоа важно, зошто е тоа значено, каде треба да заземат све место и татковците. Во текот на денешниот разговор веројатно ќе дознаеме многу интересни одговори од лично искуство, од примери од работилници, како сето тоа го примаат, го доживуваат и искуствата кои што ги носат посетителите на ваквите работилници низ денешниот разговор со нашата денешна гостинка. Да. Такви едукативни работилници, каде што се добиваат совети за периодот на бременоста, за породувањето, за доењето и слични вакви теми, одржува Здруженијето Лулка. И денеска имаме представник токму од ова здружение и посакуваме добре дојде на Ивана Станковска, психолог и семеен советник. Добар ден, добро ве најдов. Имаме навистина интересна и обемна тема за разговор денес во рамки на нашата емисија. Можеби нема да ги одговориме сите прашања, но секако дека ќе имаме можност повторно да се видиме, како што вие редовно одржувате работилници на овие теми, ние редовно ќе го стапиме нашиот медиумски простор, за сето тоа да го пренесеме и до гледачите, секако да се информираат дека такво нешто постои во нашиот град и во нашата република, да може да ги посетат и на многу по-безболен начин да ги надминат овие можеби стресни ситуации, затоа што е нешто ново и непознато. Така е. Благодарам на поддршката која имаме од вас како медиум. Тоа е точно што вие го споминавте како и вашата гостинка предходно. Едукацијата денеска значи многу. Едукацијата денеска е се. Она што Лулка го нуди на трудниците, на идните мајки, на идните татковци е едукација. Ние одржуваме различни активности и работилници од различен вид. Одржуваме работилници за бременост и породување, каде што го опфаќаме оној психолошки дел, гинеколошки дел и педиатриски дел кој што им значи на идните родители. Потоа одржуваме работилници за доење. Наскоро ќе започне курс за психофизичка подготовка за породување, што значи дека нудиме едукација за се што им е потребно на идните родители за да лесно го износат оној период на бременоста, кој што трае токму 9 месеци, затоа што е период на подготовка за родителството, за да потоа нели од двајца стануваме тројца и за да можеме добро да се организираме, добро да се грижиме едни за други и да биде сето тоа радосно и да биде сето тоа лесно. Во позитивна смисла да биде и позитивен контекст. Тука некаде да ги потсетиме и сите наши гледачи дека на вакви теми се добре дојдени, да се вклучат во емисијата, да се јават, да ги постават своите прашања и да добијат информација плюс која што можеби јас и Сања нема да ја побараме од нашата соговорничка, а нив сепак има добре дојдена и ги интересира. А дали има голема заинтересираност за ваквиот тип на едукација, барем од досегашното ваше искуство? Дали младите мајки, па и татковци, како што споменавме, сакаат, се пријавуваат, се охрабруваат и доаѓаат за да ги слушнат сите добре дојдени совети и информации? Да. Овие едукации Лулка ги организира и ги реализира, ми се чини од 2011 година. И се повеќе и повеќе интересот е голем. Нашите учесници, нашите посетители сватија што добиваат и сватија колку тоа им значи, колку им е тоа корисно и ние редовно добиваме фидбек од нивна страна, добиваме нивни задоволни одговори, тие си заминуваат со одговори на многу прашања кои ги имаат.
И поради големиот интерес често ја менуваме локацијата. Започнавме во клуб на новинари, па потоа продолживме во Дара Джамбас и утришната работилница ја имаме во хотел Порта. Што значи дека се повеќе интерес има, а што е многу интересно и се повеќе татковци, идни татковци покажуваат интерес, имаат многу прашања, се вклучуваат многу често во дискусијата, се интересираат за се што се случува во време на бременоста, за се што се случува за породувањето, па поставуваат прашања што они треба да прават кога ќе почнат контракциите, па на кој начин е најдобро да се грижат за бебето кога ќе се вратат дома од болница. И тоа за нас е знак дека луѓето сакаат знаење, сакаат информации, и тоа денеска е значено затоа што се уште постојат информации кои што се неточни, се уште постојат предрасуди. Оние знаења кои што ги имаме, кои што сме ги добили од нашите баби, се некогаш многу значајни, тие некогаш се многу мудри, меѓутоа постојат и многу предрасуди кои што е потребно да ги менуваме и знаењето денеска е многу значајно. Секако дека знаењето е многу значајно и треба да се биде подготвен за оваа ситуација која што ги очекува младите родители, да се слушне од стручни лица, секако да се побара совет како најдобро да се постапува во тој нов најубав период во животот на еден човек кога се станува родител. Ние секако дека ги имаме отворено телефонските линии 0260919224 0260919225 се двете телефонски линии на кои што може да се јавите да поставите прашање поврзано со овие едукативни работилници за бременост и породување. Со нас во студиото Ивана Станковска од Сдруженијето Лулка, психолог и семен советник. Рековте дека и мажите подеднакво се интересираат секако за работите кои што ги очекуваат. Веројатно дека има интересни ситуации на тие работилници, има најразлични парови, некои потивки, некои погласни, некои сакаат повеќе да прашаат. Колку ете откако ќе се заврши со едукативната работилница, ќе го надминат процесот, можеби дел од нив доаѓаат да би се заблагодарат за совета и помошта која сте им ја дале, па сето тоа завршило и поминало во најдобар ред. Тоа често се случува. Ние ги сакаме како ние често ги потикнуваме нашите учесници да ни даваат што повеќе коментари, да постават што повеќе прашања, затоа што ние како професионалци имаме една идеја што треба да им понудиме на луѓето, меѓутоа тие може би имаат потреба од нешто различно, од нешто повеќе. И затоа е добро да имаме дискусија, затоа е добро да бидат интерактивни тие работилници. Многу често добиваме позитивни коментари, многу често добиваме коментари дека тоа што го чуле многу им значело во одредени ситуации, дека знаењата кои ги добили им помогнале полесно да го поминат процесот на породување, дека оние информации кои ги добиле им помогнале во одредени ситуации кои што би биле критични во друг случај, они да ги поминат полесно затоа што знаеле што значи тоа. Тоа е уствари едукацијата, да кога нешто ќе ви се случи во одредена ситуација, да знаете што е тоа и добро да го разберете, за да не се зголемува стресот, за да не се зголемува тензијата околу тоа што се случи и што ни се случува. Ништо да не делува страшно, туку да сме посмирени. Вие споменавте и самата, се давате совети од гинеколошки, психолошки и педиатриски аспект. Малку подетално и ова да го објасниме, станува збор сепак за стручни лица, дел од нив сте вие, кои што ги даваат тие совети, да не гледачите сватат дека било кој тоа го прави. Значи, сепак е стручна секоја насока, секој совет. Како тоа изгледа, дали во рамки на секоја средба и секоја работилница, подеднакво се добиваат од сите овие три аспекти совети, или тоа е поделено, какви се детали? Зависно од темата. Да речеме, едукативната работилница за бременост и породување го содржи нашиот стручен тим составен од гинеколог, педијатар и психолог. Гинекологот зборува за сите прегледи што треба да ги поминете во текот на бременоста, за скрининзите, за брисевите, зборува за начинот на исхрана, зборува за тоа како да се подготвите за породувањето, кои се фазите на породување, што значат контракциите, што значат анестезиите, кога се добиваат, како се добиваат, како да се однесувате за време на сите фази на породилниот процес.
и многу прашања поврзани со нејзиниот гинеколошки аспект. Нашиот педијатар зборува за тоа што се случува кога бебето ќе дојде, како се прифаќа бебето, како се оценува неговиот скор, значи како се мери неговото здравје во тој момент. Јас како психолог го опфаќам психолошкиот аспект на бременоста, односно што значи таа нова семена фаза, што значи воведувањето во родителската улога. Значи претходно сме биле партнери, имаме партнерски начин на функционирање, партнерски начин на комуникација, сега стануваме родители, имаме родителска комуникација, имаме потреба да градиме родителски стил, да се договараме, да ја споделуваме одговорноста, како тоа ќе го сториме, како ќе се грижиме за нашето дете, што за нас е значајно, што ние знаеме за родителството од нашите искуства, од нашите семејства, што знаеме за тоа што значи да се биде мајка, што знаеме за тоа што значи да се биде татко, какви уверувања имаме за родителството, а какво родителство сакаме ние да креираме, какви сакаме да бидеме како родители, како можеме тоа да го постигнем. Потоа јас како психолог исто така зборувам и за психофизичкиот развој на бебето, што треба да очекувате по доаѓањето на бебето, како да го следите неговиот развој, како да го поттикнете неговиот развој. Мислам дека тие нешта се значени за зините родители. Исто така зборуваме и за теми кои што можеби се не многу весели, меѓутоа се значајни. Да речеме за постпородилната депресија, да речеме за можноста за абортус. Овие нешта не ги зборуваме многу на работилниците, меѓутоа ги кажувам денеска затоа што пред некој ден имавме случај кој што беше вистински шокантен, оној случај во Кавадарци кога млада мајка си го одземала животот по загубата на бебето. И ова го споминувам затоа што е и тоа дел од бременоста, породувањето, станувањето родител, тоа е нешто што може да се случи, значајно да се зборува за тоа, значајно да се понуди поддршка и помош. Тоа е нешто што ние не го зборуваме на работилниците, меѓутоа го кажувам како психолог бидејќи е нешто што можеби е важно да се спомене. Не треба во никој случај да се занемари и да се посвети внимание секако и на оваа проблематика со која што дел од родилките се соочуваат. Ние го имаме и првиот гледач за овој разговор, да чуеме кој ни се јавува. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Слушај, ја ве поздравам и гостинката и вас лично. Сакам една сугестија до Сања. Молим те, очи во очи, не можам никој да добијам, а упорен сум. Дај тој клицерот од прилеп искучете го една за секојаш од вашата емисија на 24 бива груби. Добре. И еден од Штипје, што не знае да збори македонски, а вреѓа. Добро, ви благодарам за јавувањето. Сепак ова е емисија каде што не третираме такви тематики, сепак посветуваме внимание на нешто што е многу значено во животот на младите луѓе, секако воопшто на човекот. Во моментов зборуваме на тема која што треба да донесе радост кај сите во семејствата. Сепак доаѓањето на свет на новороденче е нешто што внесува голема радост и така треба да биде во секое семејство. Тука мораме да посветиме повеќе внимание, секако како рековте, и на постпородилната депресија. Мора да се побараат навреме совети, мора навреме секако и бремените жени да побараат совети, да бидат дел од вакви групи каде што ќе споделат искуства со останатите, па ќе сватат дека не е проблемот нешто во нив, дека тоа се случува со сите, дека тука доаѓаат до одредени промени во хормоните, во однесувањето. И мажите секако треба да бидат дел од тие работилници, за да ги сватат добро своите жени, како тие поминуваат и низ каков период поминуваат, што е она со што се соочуваат, да ја добијат соодветната поддршка. Така е. На нашите едукации ги споменуваме оние ризик фактори кои што можат да придонесат кон постпородилни состојби, кои што се проблематични и за кои што треба да се побара помош. До сега не сме имале прилика да работиме со млади мајки кои што се соочуваат со овој проблем во рамките на Лука. Меѓутоа, тоа е нешто што во светот
често се случува во светот, постојат центри за мајчинство кои што ги третираат овие теми. Се надевам дека ние чекориме по тој пат се развиваме и како организација и ги шириме нашите активности и услуги. Еден ден и тоа ќе биде нешто што ќе го фатиме и ќе го работиме. Добро е да се зборува за тоа, добро е да бидеме информирани, добро е да ги знаеме ризик факторите кои што во моментот кога сме бремени, кога ја носиме нашата бременост, добро е да знаеме што може да придонесе кон потешки постпородилни состојби. Да речеме, проблеми со тироидната жлезда, да речеме, одредени состојби на анксиозност и панични напади кои што сме ги имале во нашиот живот претходно. Да речеме, одредени проблеми со менталното здравје кои што ги носиме во нашето семејство. Ако е тоа случај, можеби е добро уште во текот на бременоста да побараме советување, стручна помош кои што ќе ни помогнат да овие состојби не доведат до постпородилна состојба која што е потешка после пораѓањето. Според вашите досегашни искуства, за тоа што имате интерес и голем број учесници во овие советувања, што вели искуството? Каде има можеби најголема неинформираност, заради тоа што знаеме дека живееме во 21 век и должни сме, како што кажа Сања, максимално да се информираме, максимално да ги збогатуваме своите знаења и познавања од овие области, и за овој период на бременоста, како и за секоја друга работа, и понекогаш стручните лица знаат добронамерно да се налутат тогаш кога самите не ги превземаме сите нешто, односно самите како да сме незаинтересирани докрај во каква здравствена состојба се наоѓаме и сите останати овие елементи. Значи во кој сегмент можеби најмногу сте забележале дека има недоволно познавање и недоволно висока свест, особено за овој период од животот, бременоста? Видете, трудниците кои што доаѓаат и нивните партнери, кои што доаѓаат на нашите едукации, со самото тоа што се свесни дека имаат потреба до едукација, они се веќе многу информирани. Неинформираноста е меѓу оние кои што сметаат дека немаат потреба од едукација или не почувствувале таа потреба за едукација. Прашањата кои што ги добиваме се во различни сфери. И тоа е нормално, затоа што за прв пат во животот станувате родител. Никогаш претходно не сте биле, не сте имале такво искуство, можеби сте го имале во вашата околина, во вашето семејство, меѓу вашите пријатели, меѓутоа вие лично не сте поминале ништо искуство, а секој искуство е посебно индивидуално. Што значи дека кога за прв пат нешто искусувате во вашиот живот, нормално да имате многу прашања. Денеска сме, многу информации ни се достапни, меѓутоа многу од нив не се доволно квалитетни. Имаме различен тип на информации кои што ги добиваме од телевизија, од социјалните мрежи. Многу често не сме сигурни за тоа каде е вистината и што за нас е вистинско, која информација за нас е важна и вистинита. Многу често трудниците имаат дилема околу тоа. Овој доктор ми кажа ова, другиот доктор ми кажа нешто сосема друго. Каде е вистината? И тоа е важно. Важно е они да прашуваат и важно е да може да одредат која информација за нив е реална и релевантна. Понатаму, дилемите се наоѓаат меѓу она што науката го вели, а што они го чувствуваат како родители. Тоа е важно, затоа што тука некаде, да речеме, еве да бидеме попрактични. Ние велиме на нашите работилници дека доењето е важно и вистински е важно од многу различни аспекти. Една од причините е затоа што доењето го зголемува и го зајакнува имунитетот на бебето. И млекото го содржи, мајчиното млеко содржи се што на едно бебе му треба. И тоа е вистински важно. Ние тоа го советуваме, ние тоа го препорачуваме. И може да се случи да се јави мајка да каже: јас навистина имам проблем, значи ми се појавува мастит, значи имам проблем, значи моите гради крварат, не можам тоа да го правам со таква леснотија, во ужасни болки сум. А вие велите дека е тоа важно. Јас знам дека е тоа важно и се што за мене е важно во овој момент е да го одоја моето бебе, а не можам и тоа ми представува огромен стрес, што да направам. И важно е тука да можеме да најдеме баланс, да речеме, ако имаме проблем,
важно е да се ослободиме од стресот, важно е да знаеме дека не е страшно ако ден-два детето е на дохрана, на адаптирано млеко, додека не го средиме проблемот, додека не можеме повторно да доиме. Важно е да наоѓаме начини како да ги разрешуваме одредени ситуации. Да. Веќе имаме следен гледач на линија кој што ќе сака да постави прашање или даде свој коментар за нашата денешна тема и му велиме добар ден. Добар ден? Дали е се уште гледачот на линија? Добро, доколку гледачот се исклучи, тогаш се едно останува поканата до сите вас кои што не следите, слободно, доколку имате прашање поврзано со оваа тема на која што во моментот говориме, да се вклучите и да го поставите истото или можеби едноставно да дадете коментар дали и самите во текот на својата бременност би посетувале еве вакви советувања каде би дошле до повеќе и подобри информации како најдобро да си ја поминете. Ова е секако утре што ќе се случува една од работилниците во низата на кои што вие редовно ги подготвувате и секако на кои поканувате млади, односно независно од возраста, секако оние кои што се подготвуваат се веќе во таа блажена состојба или пак секако и веќе се породиле, следува нели процесот на доење, многу прашања, многу непознаници, особено кога тоа е прво дете веројатно во семејството, тука се е нејасно, нема ништо што е познато. Потребни се вакви едукации, колку често запазуваат процес на доаѓање оние кои што доаѓаат на вашите работилници, доколку биле тука пред бременоста, за време на бременоста, доаѓаат ли откако ќе го добија детето да иследат и работилниците кои што се поврзани за доењето, развојот на детето и сето она понатаму што следува? Па секако и тоа се случува. Нас не се случува да ни доаѓаат и мајки кои што веќе имаат претходно дете и кои што никаде имаат потреба од уште повеќе информации. Нас не се случува на работилниците за доење да дојдат и мајки со нивните бебиња. На работилниците за доење имаме и кукли кои што ни помагаат да го покажеме, педијатарот наш да го покаже оние вештини, оние пози кои што се добри за доењето. Па тука имаме некогаш и реални бебиња и можеме да речеме тоа да го видиме и да го искусат они во живо. И често пати се случува да бидеме во контакт со оние кои што биле на наша работилница пред неколку години, па потоа се јавуваат со некое друго прашање, да речеме со прашање поврзано со воспитување на детето. Некогаш се случува да, например, во една ситуација имавме мајка на 3-годишно дете кој што беше на нашата работилница за бременост и породување. Бебето се раѓа полни 3 години и влегува во фаза која што е емоционално така шаржирана. Тоа обично се случува кога децата имаат 3 години, кога се полни со емоции кои што не ги разбираат, па имаат фази кога се многу немирни, многу експлозивни, па се јавуваат со прашања во врска со што да направам во овој случај. Нас не е тоа значено затоа што родителите ја доживуваат Лука како организација која што е блиска за нив, каде што може да добијат информации, каде што може да добијат поддршка, совет и ние тоа им го овозможуваме. Благодарение најмногу морам да споменам и на нашите поддржувачи кои што нам ни помагаат да нашите услуги ги бидат многу достапни за идните родители. Знаеме дека тогаш кога се наоѓаме во периодот на бременоста, тоест оние кои што се наоѓаат, ние не можеме да говориме со од искуство сепак, се чувствуваат секој ден може би различно, тука се хормоните и така натаму. Би прокоментирале ли вие дека се навистина подготвени понекогаш и да бидат упорни во дадена ситуација? Еве го споменавте вие доењето, откако ќе се роди детето, и тогаш кога е проблем и тогаш кога има болки, а советите се да го доите своето дете, знаат ли да бидат тука истрајни и упорни, максимум да дадат од себе за и тој дел да помине најдобро. Исто и за предраѓањето, значи ако во одреден момент не се чувствуваат добро или имаат стравови, ги фаќа страв, паника, дали е лесно да се влијае на нив, ми е прашањето, да они сепак се охрабрат и дадат се од себе за ситуацијата да помине во најдобар можен ред и да се чувствуваат подобро. Сепак треба да сакаат, нели? И да сакаат и да можат.
тоа да го сторат. Да, тоа е важно. Важно е да во секој поглед е важно да човек ја почувствува потребата кога му е потребна поддршка, совет и не само во овој контекст, туку општо. Точно за време на бременоста од психолошки аспект ние навистина сме под силни емоции и оној психолошки аспект на бременоста е многу интересен затоа што жената доживува различни емоции, понекогаш стравува, понекогаш се наоѓа во многу возбудена состојба, многу радосна, во исчекување на своето прво дете. Никогаш стравува од тоа дали е доволно спремна, дали ќе биде доволно добра мајка. Стравува понекогаш од породувањето. Стравува од, да речеме, од некои своји соништа, соништата за време на бременоста може да бидат многу јаки, многу интензивни. Стравува од тоа како ќе се снајде после породувањето и како ќе се организира. И трудниците поставуваат прашања и бараат помош, што е многу значајно. Во текот на бременоста они поминуваат низ различни емоционални фази. Прво, себе си се подигнуваат во родителската улога, себе си се преиспитуваат каква мајка сакаат да бидат, себе си се фантазираат за тоа какво дете сакаат да имаат и како сакаат да го воспитуваат своето дете. И тоа се многу нешта интересно е да речеме од ментален аспект, што трудниците секогаш се многу често се свртени кон себе, кон својата внатрешна реалност, многу помалку ги интересира што надвор се случува. Тие се многу повеќе во себе, во своите доживувања. И тоа е она што природата нам ни го дарила за да можеме да влеземе лесно во родителската улога. Го споменавме и доењето и секако потребата од мајчиното млеко. Сега би сакала вас како психолог и семеен советник да ве прашам за доењето во јавност. Тука често наидуваме и на некои негативни коментари, зашто баш мора овде младата мајка да го дои своето бебе. Одреден број на мајки секако не сакаат тоа да го прават во јавност. Што вие би ги советувале кога станува збор за ова прашање? Да бидам искрена, јас не сум ги чула оние мајки кои не сакаат да дојат во јавност. Најверојатно бидејќи мојот став за доењето во јавност е позитивен, па луѓето околу мене што ги слушам го имаат тој став. Јас би рекла дека е важно човек да се чувствува добро во тоа што го прави. Важно е да бидеме ние полни со самодоверба, со самосвесност, да ние се чувствуваме добро во тоа што го правим. Ако за некоја мајка е лесно и позитивно да може да го дои своето бебе во јавност, ако она вистински нема никаков проблем со тоа, зашто да не? Ако некоја мајка се чувствува незгодно и неудобно тоа да го прави, тогаш подобро да не го прави, затоа што за доењето е важно, доењето е она што ги спојува мајката и бебето во нешто што е многу повеќе од само исхрана. Ги спојува емоционално, они емоционално комуницираат, контактираат, они се во еден свој свет каде што се чувствуваат едни со други. За многу мајки доењето е нешто најубаво во животот што им се случило и они тоа го кажуваат. Многу жени знаат да кажат кога би можела денеска да се вратам во времето кога го доев моето бебе, за уштинаш да го почувствувам на себе. За уштинаш да го почувствувам тој контакт и таа емоционална поврзаност. И за да тоа мајката го прави лесно, и за да тој контакт биде лесен, и за да доењето биде лесно, важно е да се чувствува добро. Па сега, во кој контекст она се чувствува добро, тоа е позитивно. Тоа е правилно и тоа треба да го прави. Единствениот репер е вие да се чувствувате добро. Понекогаш на мајките им треба, и ние тоа го поддржуваме како лука, како организација, понекогаш нив им треба да се сами. Знаете, никогаш е тоа проблем, кога ќе дојде бебе, па сите сакаат да ве видат, па тука се бабите, тетките, па се околу вас, па понекогаш мајките се чувствуваат во стрес, не може да бидат сами со своето бебе. А понекогаш тоа нив им е значајно е да бидат сами со своите деца, за да може да бидат опуштени, за да можат лесно да дојат.
Репер е вие да се чувствувате добро. Репер е мајката да се чувствува добро, за да може доењето да биде лесно за неа. Да. Добро, бидејќи сме тука некаде при крајот со времето за овој разговор, да дадеме еден апел и за сите оние кои што можеби имаат дилеми, имаат непознавања во одредени сегменти, можеби не се чувствуваат најдобро и позитивно, а сепак не се охрабруваат да се советуваат и да побараат помош, да се приклучат на вакви едукативни работилници, предавања што и да е од стручни лица, што би им порачале на нив за малку да ги охрабриме тоа да го сторат? Јас би препорачала да се јават на време, затоа што ние имаме проблем да ги примиме сите кои ни се пријавуваат. Па чисто ни се случува некој да се јави во последен момент и ние мораме да го одбиеме, што на вистина нас не ни е лесно и нашата цел е да можат на тие едукации да присуствуваат сите што можат. Меѓутоа, доколку не се пријават на време, ние нема да можеме да ги примиме. И на вистина ни е незгодно кога се наоѓаме во ситуација никого да одбиваме, па затоа и ја менуваме локацијата за да можеме во што поголеми сали да одиме, да можеме да ги примиме сите кои што сакаат да дојдат. Значи пријавувајте се на време. А веќе имаме и пред самиот крај на разговорот и јавување на нашите телефонски линии, да чуеме кого имаме на првата линија. Добар ден. Добар ден, на телефон е Андријана. Повелете да ве чуеме. Би сакала да поздравам гостинката и вас во студио, да ја кажам дека прекрасни работи слушнав, иако веќе ги имам поминато како родител. Убаво е човек да се наврати и да слушне колку е убав тој еден период. Јас накратко сакам само да споделам дека во времето после породувањето, значи си ја доја својата керкичка и немав предрасуди да ја дојам надвор на јавно место, но од лично искуство некако сметав дека не ми е доволно хигиенски за сето тоа да го правам некаде на отворено и од тие причини не сакав, меѓутоа немав некои стереотипи или како што се водат луѓето така натаму, дека можеби ме гледаат вака или онака и баш беше едно најубаво искуство на една жена што може да се случи. Тоа сакам да го потврдам јас, вистина. Ви благодариме што го споделивте вашето искуство. Веруваме дека ова секако ќе допре до сите оние кои што се подготвуваат за бременост, се веќе бремени или очекуваат принова. Одлично, супер. Да, уште еднаш ви благодариме за тоа што денеска ни гостувавте, ги дадовте овие совети. Веќе утре е вашата најнова работилница, ќе се одвива. Меѓутоа и за се она што во иднина ќе го правите и вашите активности, Македонија денес ќе биде тука за да ги информира нашите гледачи пред се за нивно добро и за да се почувствуваат поубаво во сите овие моменти од нивниот живот. Ви благодарам. Ќе се видиме во некоја следна прилика. Ви благодариме на гостувањето, а секако дека ние продолжуваме понатаму со денешната Македонија денес. Овде некаде ќе направиме една кратка пауза, секако ќе го погледнеме Гласот на Америка, а веднаш потоа продолжуваме со семејните вредности. Разговараме на доста уште една интересна тема, каде што остануваме во кругот на семејството. Зашто и со кого ќе зборуваме, не ви откриваме пред време, затоа ве замолуваме да останете на 24 вести.